Денес 20 мај се одбележува како Ден на македонските пожарникари, ден посветен не само на честа и пожртвуваноста на овие храбри луѓе, туку и потсетник за потребата од поголемо вложување и системска грижа за нивна безбедност и опременост. Овој ден е можност да се истакне и улогата на доброволните пожарникарски друштва кои покрај ограничените ресурси делуваат и со ентузијазам, и со професионалност и искрена желба да се помогне онаму каде што е најпотребно. Токму такво е и противпожарното доброволно друштво Коузон од Скопје, формирано од посветени членови со над 340 обучени и опремени волонтери од различни делови на Република Македонија. Во продолжение одиме во живоот терен, каде што нашиот колега Кирил Стојанов заедно со представник од ова доброволно противпожарно здружение ќе ни раскажат повеќе за нивната мисија, активностите кои ги спроведуваат, како и значењето на денешниот ден за сите пожарникари во земјава. Кирил, те слушаме. Така, Иваневе, добро утро. Спомна и ти, денес е 20 мај, денот на пожарникарите, за тоа колку се важни доброволните друштва, како и каква стратегија ни е потребна како држава, која е улогата на пожарникарите и зашто можат да бидат корисни во општеството во кое што делуваат. Ке зборуваме со Зоран Кочовски, председател на Републичкиот противпожарен сојуз и председател на доброволното друштво Коузон. Имате уште многу функции и работи кои што ги имате. За вашето име меѓу тебе ќе биде доволно за најава. Ова 20 мај ви имавте обука, завршивте пред некој ден во вашиот професионален тренинг центар. Ајде да ве прашам каква е спремноста на оние кои што ја завршија обуката пред само некој ден во тренинг центар. Добро утро на сите гледачи на вашата телевизија, на телевизија Сител. Добро утро Македонија и воедно честитки за денешниот празник 20 мај, денот на пожарникарите. Искрено им се обраќам на сите пожарникари со голема благодарност за се она што го прават во обезбедувањето на безбедниот живот во Македонија. Бидејќи да се биде пожарникар не значи да се биде само лице кое ќе се грижи за противпожарната безопасност, току пожарникарите и со законот од 2017 година се дефинирани како спасители. Затоа нашите пожарникари и сите доброволни друштва кои екзистираат и работат на територијата на Република Македонија покрај основната функција заштита од пожари, активно се вклучуваат и во сите други ситуации кои предизвикуваат опасност за здравјето и животот на граѓаните, се разбира за имотот на граѓаните. Тоа е делот од спасувачките мисии. Како противпожарен сојуз на Македонија, морам да истакнам дека самиот сојуз своите корени ги има уште од 1836 година. Низ годините се развивал, имал и своји падови. Она што во моментов нас најмногу не оптеретува како противпожарен сојуз на Македонија е недефинираниот статус во општеството и немањето на стратегија за развој на пожарникарството во тој сегмент на вклучување на доброволните пожарникари. Имаме многу позитивни примери во нашето обкружување, пред се дел од државите на поранешна Југославија, како најдобар пример ви е кажал Словенија, каде што има 240.000 доброволни пожарникари, а во Македонија тој број во моментов се сведува помеѓу 300 и 400 и најмногу на само иницијатива, бидејќи спомнав немаме национална стратегија за развој на овој сектор. Актуелната влада прави одредени напори да го промени законот и да изгради стратегија во која искрено се надевам дека доброволното пожарникарство ќе го добие статусот кој го заслужува и дека Македонија ќе има исто така добро организиран систем, поддржан од државните институции, препознаен пред се од државните институции, како што имаат и поранешните републики на Југославија. Што подразбира тоа, бидејќи вие членувате во повеќе меѓународни организации кои што зборуваат и дискутираат на оваа тема, што подразбира таа стратегија? Дали тие доброволни друштва треба да добиваат соодветна опрема, соодветни средства, вие како тренинг центар да добивате поддршка за тренинг, за обука на тие пожарникари, што подразбира развојот на доброволните друштва во Македонија? Прашањето ви е многу на место и би сакал да ја запознам македонската јавност, она која делумно ја следи проблематиката на пожарникарството во Македонија. Во немањето на средства за поддршка на многу витални елементи од нашето функционирање, со истиот проблем се соочува и пожарникарството во Македонија. Професионалните територијални противпожарни единици кои се распределени да функционираат на територијата на општините немаат средства
или нема доволно средства да функционираат на професионално ниво, а од друга страна доброволните друштва се оставени сами на себе си, бидејќи пред малку споменав дека системот не препознава како дел од противпожарната заштита. Односно, инцидентно е вклучувањето на дел од постоечките противпожарни друштва кои функционираат на одредени територии, односно на одредени општини во Македонија. Во преносна смислена збор значи, ако ние не сме препознаени како систем кој ќе биде вклучен директно во противпожарната заштита, ако општествената заедница не дотира одредени средства во противпожарните бригади, зборувам за професионалните и за доброволните, нема да има хомогено функционирање на тој систем и едноставно ќе бидеме оставени на маргините. Во Европа не е така. Во Европа не е така затоа што европските држави, пред се европската регулатива јасно го дефинира статусот на пожарникарите спасители и најмногу учеството на општествената заедница во обезбедувањето на средства за нивно беспрекорно функционирање. Она што исто така недостасува кај нас, а вие делумно и го начнавте, континуираното учење, континуираните обуки, бидејќи ние не можеме да действуваме во одредена ситуација ако претходно не сме оспособени и опремени како што треба и не сме направиле тактички обуки. Тоа е она што во моментов недостасува во Македонија и се надевам дека со многу иницијативи кои во моментов се покренати во Македонија дека ќе успееме да го вратиме пред се статусот и рейтингот на пожарникарите во Македонија, потоа доброволното пожарникарство да го заживееме, да го омасовиме. Наместо да имаме 300 или 400, да имаме најмалку 2, 3 и 5000 млади пожарникари и искусни лица кои ќе може да се вклучат во справувањето со пожарите. Имено дел од катастрофите кои ни се случија во шумските предели се случија заради немање на доволно обучени и опремени пожарникари, бидејќи треба да се действува на време, треба да се действува со тактики кои ќе придонесат да тие пожари бидат сузбиени уште во почетната фаза, а не да чекаме да се развијат и да бараме помош од пола Европа да ни помогне во гасењето на тие пожари. Вие спомнавте дека би било добро да имаме поголема бројка, да се надеваме дека регулативите законските ќе почнат да се поместуваат на подобро, меѓутоа доколку некој е заинтересиран, како оди постапката од тоа од заинтересиран човек да биде обучен доброволен пожарникар во Македонија? Тоа пред малку го споменав дека нас покрај тоа што ни недостасува масовноста, ни недостасуваат и организираните обуки. Најповикана институција за да го регулира овој сегмент од нашето действување е Дирекцијата за заштита и спасување. Без да ме разберат погрешно, пред се вработените, односно ангажираните лица во дирекцијата, изостануваше нивната професионална активност. Се надевам дека со некои промени кои треба да следат и тој момент на наша директна комуникација со Дирекцијата за заштита и спасување ќе се подобри, дека заедно ќе седнеме на една маса и ќе кажеме да работиме за доброто на Македонија. Бидејќи сите ние кои сме се определиле да живееме во оваа наша држава, треба да дадеме придонес на ваков или таков начин. Јас личниот придонес кој го давам во моментот во противпожарната заштита е насочен кон навистина европскиот приод кон решавање на ситуациите кои се поврзани со противпожарната безопасност и спасување во елементарни непогоди. Ако сега ќе ве прашаме едно прашање кој се надевам дека нема да се случи, меѓутоа доаѓаме повторно во период во кој што се опасност од пожари, можеме ли да бидеме спремни да одговориме според моменталната состојба, повторно да не мора да бараме помош, или сме се уште далеку од тоа да бидеме опремени и спремни за да реагираме? Споменав дека немаме национална стратегија. По гасењето на пожарите, поготово на пожарите во отворен простор, може успешно да се изведе само со организиран приод кон проблемите, со тимови кои ќе вршат наблюдување и кои ќе реагираат во почетната фаза на пожарот. Не да чекаме после 3 дена да одиме да гасиме пожар кога пола планина ни гори. Од таа страна, јас многу пати сум апелирал и доколку некој од надлежните го следи нашето интервју, нашиот разговор утрово би
дал препорака час поскоро да седнат сите институции, вклучувајќи не нас како доброволни пожарникари и другите општествени здруженија кои излегуваат на отворен простор, да направиме стратегија за наблюдување и брза реакција. Ние мора да формираме тимови за брза реакција кои во првите неколку часа ќе се потрудат да го изгасат пожарот. Само тогаш ќе бидеме успешни и нема да имаме катастрофи како што имавме минатите години. Зоран Кочовски, председател на Републичкиот противпожарен сојуз и председател на Доброволното друштво Козон, ви благодарам за разговор. За разговорот, уште еднаш честит празник на сите пожарникари и на сите лица кои имаат свој удел во противпожарната заштита во Македонија. Така е, јас се приклучувам на честитката по повод денешниот ден. Секако симнувам капа на луѓето кои што во вакви услови формираат доброволни друштва и функционираат. Се надевам дека таквата државна стратегија која што повеќе пати ја спомна мојот соговорник конечно ќе се развие, ќе профункционира и дека ќе имаме многу поефикасен систем во поглед на справувањето со пожарите, меѓутоа и сите оние непогоди кои што можат да бидат корисни пожарникарите и доброволните друштва. Кирил Стојанов за одбележување на денот на македонските пожарникари. Нека им е чест овој ден во кој се потсетуваме на нивната пожртвуваност, на овие храбри практично луѓе, но ете како што слушнавме и од соговорникот на Кирил, се потсетивме дека практично е потребно поголемо вложување и системска грижа за нивна опременост и за нивна безбедност и секако унифицирање.